Стојко Пауновски, повелете. Благодарам, подпредседателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Еве едно законско решение кое што можеме слободно да ви кажеме дека ќе го поддржиме, иако со измените во двата члена комплетно се слагаме, а она што уште го давате како работа на Управата за јавни приходи преку член 178, не знам дали е разговарано со Управата за јавни приходи да и она што значи изрекување на прекршочни санкции да им се доделува на Управата за јавни приходи и дали ќе успее во тоа во однос на Законот за задолжително социјално осигурување. Тоа е работа на Министерството и Управата. Она што ни е дадено како предлог закон за измени и дополнување се однесува на она што беше донесен како закон за даночна постапка, во кој што закон за даночна постапка и даночните обврзници ги имаат своите права и обврски како да се однесуваат на пазарот на Република Македонија во однос на даноците, а исто така беше предвидено и однесувањето на даночните органи, санкциите и сите нивни постапувања. Она што ни е денес дадено како предлог законско решение, реков дека го поддржуваме, меѓутоа сметајте дека како земја која што сака да биде членка на Европската Унија, ова требаше веќе одамна и да биде применливо. Сите оние кои што знаат малку барем од она што значи собирање на даноците и поднесување на даночните пријави, уште во 2005 година се воведе доброволно поднесување на даночни пријави за ДДВ по електронски пат. За жал и после 7 години ние овде имаме предлог законско решение кое што нема да се применува оваа година, туку ќе почне да се применува од 2013 година. А како што знаете за сите закони да предлагате пролонгирање на рокот на исполнување на одредено законско решение, се сомневам дека и тогаш ќе успееме да направиме нешто за даночните обврзници, посебно за оние поголемите месечни кои што се, да можат собствените даночни пријави да ги поднесуваат по електронски пат. За споредба само земјите од Југоисточна Европа кои што дел се веќе во Европската Унија, кои што го имаат заедно со нас спроведено и воведено данокот на додадена вредност, за пример да ја земеме Естонија, ова законско решение за доставување даночни пријави по електронски пат го има на преку 95% од субјектите кои што поднесуваат даночни пријави и е воведено многу одамна и истото се применува. Она што ни е потребно во Република Македонија, не само она што се предлага во член 53, а тоа е да од 1. јануари се воведе електронски да се доставуваат даночните пријави и билансите за годишните извештаи по електронски пат само на поголемите даночни обврзници, туку да сториме напор да им се помогне на Управата за јавни приходи, а знаеме дека има и вработени, има и услови за да можат сите оние даночни обврзници, не само овие кои што ќе бидат законски задолжени, а тоа се месечните даночни обврзници, туку и тримесечните и сите даночни обврзници да ги доставуваат по електронски пат. Со тоа ќе допринесеме да нема многу административна работа и многу чекање за еден обичен печат на прием на една даночна пријава во шалтерите на даночните оделенија, туку ќе можат по електронски пат на денот кога ќе треба да ја достават истата и да ја достават. Тоа е за законското решение кое што се однесува на измените во член 53 и тоа е за поздравување, само треба повторно ќе кажеме да се стори напор да истото биде применливо што порано и за сите даночни обврзници во Република Македонија. Втората измена се однесуваше на член 92, каде што се дава надлежност на даночните органи, а вие знаете сите дека во Република Македонија, иако инспекторите се самостојни, налозите за вршење контрола ги даваат сите оние кои што се раководители, односно началници на тие оделенија. И тука доаѓа она политиката, субјективноста, каде и каков налог ќе се даде. Со измените во член 92 сме повторно приморани него како еден дел од европското семејство, иако секојдневно ги напаѓаме, сме се фатиле на тоа оро
ја играме играта која што ја игра Европската унија, барем во однос на даночните цели, и тука е предвидено да се она што ќе се констатира дека има меѓусебно реперкусии од друга држава, друга странска држава, а се однесува за даночни цели кои што се направени во Република Македонија, да им се овозможи без најава да се влезе кај даночните обврзници и да се изврши таква контрола. За жал, ние како Република Македонија имаме многу малку наши фирми кои што имаат собствени фабрики и собствени фирми во други држави. За жал, тоа се само 3-4 фирми од западниот регион, посебно ќе нагласам, тие се од Тетово, кои што имаат фабрики во Албанија, во Косово, и кои што за цели, кои што се изработени во Албанија и во Македонија заради еден вид. Ке ве замолам, господине Пуновски, стопирајте го. Благодарам. Навистина ке ве замолам, колешки, колеги, пратеници, исклучително смета на говорникот, кога постојано разговарат и не може да се чуе гласот на говорникот овде во салата. Навистина ке ве замолам за почит кон вашите колешки и колеги пратеници кои што зборуваат. Благодарам, подпредседателе. Јас верував дека барем на пратениците ќе им биде интересно, бидејќи сепак се работи за закон кој што барем да кажеме дека се уште политиката не ги смешала комплетно прстите. Тука веќе мораме да се однесуваме онака како што треба да се однесуваме, а тоа е европски, и да бараме сојузници во сите држави кои што имаме подпишано договор за меѓусебна соработка, барем во она што се даночни цели. И кога веќе сме подпишале договор за меѓусебна размена на информации кои што се однесуваат за овие даночни цели, редно е да се сослушаме што законодавецот предлага, за да утре задутре некој не се најде и да каже дека во таа и таа фирма извршен е упад заради тоа што се работувале или работеле со одредена странска фирма. Сите тие се работи кои што се објаснети во Законот за даночна постапка, како такви треба ние како пратеници да ги знаеме, и посебно онаму каде што истите ќе бидат применливи, да знаеме, кога ќе не праша некој, да знаеме како и да се однесуваме. Она што најповеќе и не доликува да биде заедно со овие членови, а тоа е измената, каде што во законот, во овој предлог на закон, се предвидува во член 178а од постојниот закон, каде што на Управата за јавни приходи ќе и се овозможи да води посебна прекршочна постапка за изрекување на прекршочни санкции во однос на придонесите кои што не се платени, а се однесуваат со законот за придонесите од задолжително социјално осигурување. Ова е уште еден терет даден на Управата за јавни приходи, ако на еден начин со она што се нарекува по електронски пат да ги добиваат пријавите, даночните пријави, им намалуваме дел од работата и ќе може да се ослободат од дел од превработените кои што ги имаат во самата Управа за јавни приходи. Овде веќе доведуваме и им наложуваме уште работи кои што треба да ги спроведуваат, а тоа е Управата за јавни приходи да биде дежурен кривец и покрај сите оние работи кои што им беа дадени од наплата на радиотелевизија и поднесување на прекршочни пријави за неплаќање на радиотелевизијска такса, до поднесување на решенија за присилна наплата од таа радиодифузна такса, она што го имаше досега како работа Фондот за здравствено и социјално осигурување, сега да им се дадат тие ингеренции за изрекување на прекршочни санкции во однос на неплаќањето и ненавременото плаќање на придонесите од социјално осигурување, да ги изрекува Управата за јавни приходи. Сметам дека со ова само им ги одземаме ингеренциите на фондот, а ги даваме на Управата за јавни приходи, што верувам кај едните можеби ќе создаде вишок на вработени, а кај другите ќе мора да се доекипираат за да и овие придонеси бидат контролирани од страна на Управата за јавни приходи. Благодарам и сметам дека за вакви закони секогаш ќе имате поддршка без разлика што примената е одложена и без разлика на тоа што касните дури и со 5-6 години од она што требаше досега и да биде применливо. Благодарам. Благодарам и јас.